Самохран родител бил принуден своето малолетно дете со попреченост да го остави кај роднини и пријатели, тие да се грижат за него додека тој се лекува од коронавирусот. Оваа приказна е само една од низата која покажуваат маката со која се соочуваат овие семејства сред пандемија. Дополнително ситуацијата се усложнува со тоа што дел од децата не се во состојба сами да споделат дали и тие развиле одредени симптоми. Токму поради ова Сдруженијето Сплотени срца бара оваа категорија на граѓани и лицата што се грижат за нив приоритетно да бидат ставени на листата за вакцинирање. Што ако водителот се разборе и треба да оде во болница, кој ќе се грижи за децата во меѓувреме? Значи има многу непознаници и е многу страшно за овие фамилии. Значи и самите суплементарна терапија кој што се користи знае да биде многу скапа, а знаеме дека овие фамилии едва крпат во месецот да го издржат. Црната статистика веќе нотираше смртен случај на лице со Даунов синдром. За да ги заштитат своите семејства, голем дел од родителите се вакцинираа во соседна Србија. Државата воопшто не води сметка за лицата со попреченост, категоричен Мијалков, посочувајќи дека во изминатиот период не биле опфатени во ниту еден сет мерки. Како Сдружение ќе бараат да се направи корекција во категоријата самохран родител, за да се опфанат и брачните парови што се разведени. Беа опфатени самохраните родители, меѓутоа има родители кои што се разведени, например, не се самохрани. Сега проблемот е што самохран родител го сметаат само оној кој што е непознат едниот родител или едниот родител е починат. Меѓутоа имаме случаи кога еден родител чува 3-4 деца, а е разведен, така што не ми е јасно зошто во самохрани родители не се сместени овие фамилии. Дека е потребна корекција во Националниот план за вакцинација против COVID-19 реагираше и Народниот правобранител, од каде препорачаа владата да изврши измена на планот и лицата со попреченост и оние што се грижат за нив да се најдат на приоритетната листа. На оваа листа не се најдоа ниту хронично болните, како и касиерките, поштарите и вработени во други сектори кои се во постојан контакт со луѓе.